Ви сте главниот организатор на оваа голема манифестација. Кажете ни како поминува, каков е вашиот впечаток сега во 11 часот и 30 минути колку работиме во разговор? Па до сега оди се по планираното. Официјално изложбата започнува во 11 часот. Се работи за изложба на олтајмери, тоа се возила постари од 35 години. Ова е веќе пета изложба поред. Вие сте од Кавадарци, би требало да знаете, веќе 4 пати се собиравме. Значи ова е, како што кажав, пети пат. Имаме гости од цела Македонија, од Битола, од Скопје, од Кочани, Струмица, од Штип, од Неготино. Кавадарчани секако се тука. Нема некој да испуштам. Имаме еден гостин од Австрија. По некоја случајност дознал за настанот, се заинтересира, стапивме во контакт, му обезбедивме и место. Тука со нас се и луѓето кои го возеа Рено 4 од Стојаково до Ница. Тие се исто со нас. И тоа е тоа. Кажете ми, дали сите овие возила се во возна состојба? Па сите возила кои ги гледате денес на плоштадот и на улицата се донесени со возење. Значи немаме ни едно возило на приколка кое не е исправно или не може да се паркира. Собственици се главно влюбеници во автомобилите. Па така е, сите возила имаат некоја приказна со нив. Било да е возило од дедо, било да е возило од татко, или ако го изгубиле тоа во текот на годините, па нашли исто такво. Дали Ташев ги сака олтајмерите? Секако. Можете ли со ваш пример тоа да го кажете? Дали вие излагате со некој возила? Мои возила, имам тука 2-3 Мерцедеси, се работи за Мерцедес W 123, од 76-та, 78-та и 77-та година. Кој возило најмногу го цените? Еве, гледам Мерцедесите ги сакате, меѓутоа имате ли некоја љубов баш? Нема две исти возила тука и жално е да се одлучите само за едно. Сите имаат и придобивки, сите имаат и некои негативности. Јас кога би можел, би сакал сите да ги имам. Јас доаѓам на сите, да се задржам само на едно. Ташев, доаѓам на сите овие манифестации, оваа година имате најмногу посетители. Точно. 2013 година имавме рекордни 35 возила, меѓутоа годинава го поминавме тој рекорд со многу. И многу интерес од Кавадарчани. Да, точно е. Направивме и промоција, тука и општина Кавадарци кои се заложија најмногу до сега за сите овие 5 изложби. Јас сум благодарен за нивната помош. Завршуваме со разговорот. Со плод. Завршуваме со разговорот. Кажете ни кој ви е планот за оваа година до крајот и наредната година? Дали ќе одите на други места, дали ќе ја спремате наредната изложба? Секако, значи планот е да се посетат сите градови каде што има изложби. Годинава немаше никаде, нити во Скопје, нити во Битола, затоа интересот е малку и поголем. Луѓето не беа никаде, немаше никаков собир до сега. Останува Прилеп 11 октомври, таму одиме секоја година, а планот за до година е да имаме повеќе гости од странство, да донесеме поквалитетни возила, различни возила од нашите. И честитаме организација. Да го промовираме настанот малце повеќе и во странство. Браво, имате 10 години. Благодарам.